Следуваат Коледа и Бадник. Меѓутоа, и во останатите празници кои што ги имаме во овој зимски период, се чини дека огнот е како центар на празнувањата, на случувањата кои што се останати од старите обичаи. Која е неговата символика, неговото значење? Огнот е символ на топлината, на светлината, на животот со еден збор кажано. Значи, огнот има и еден вид прочистителна функција. Кога ќе замине некој низ огнот, се сметало дека ќе ги изгоре злите сили, ќе ги изгоре сега со сегашни јазик кажано предизвикувачите на разни болести, просто кажано ќе ги истресе во пламенот и тие на тој начин ќе изгорат. Има голема символика огнот во религијата на сите народи од светот, па и во нашата религија. Меѓутоа, огнот како огон и ден денеска суштествува во обичаите во Струмица и Струмичко конкретно, па и во цела Македонија. Еве, тоа е, например, малку се и комерциализира на еден начин со запуштувањето на бадниковите гранчиња. За жал на Бадник останало и тоа од паганството, пиење ракија, пеење на песни во времето кога се палат коледарските огнови, еве во Струмица јас сум забележал лично, кога се пеат така наречени мрсни песни, а тие нема друга функција туку да измолат плодност кај стоката, кај луѓето, да измолат богат род на нивите, на пшениците, на пченките и така натаму со еден збор, имале карактер на имитативна магија. Со тоа што го пееме, што го кажуваме, што го правиме, што го јадеме на Бадник, тоа да се роде во нивите и ние ќе бидеме задоволни. Значи, тоа е основната функција на огновите и на песните кои што имале цел да предизвикат богат плод, род и така натаму.